Помошта ветровито време на вештачкиот терен во Белобрада, екипите на Брегалница и на Кит го Пекчево го доиграа првиот контролен надпревар. За текот на досегашните подготовки и за активностите во едниот период, шефот на стручниот штаб на Кит го Емил Грнев изјави дека е задоволен од досегашниот тек, кој се одвива во Штип и дека во едниот период подготовките ќе ги продолжат во нивната база во Пекчево. Ќе се одиграат повеќе контролки, а во првото коло ќе се сретат со Слога во Виница. Шефот на стручниот штаб на Брегалница Маријан Секуловски е задоволен од досегашниот тек на подготовките. Играчите се сите во задоволителна здравствена и физичка подготовка и во продолжение подготовките ќе се одвиваат во Дојран. Договорени се повеќе контролни средби, а амбициите за пролетниот дел се да се освои првото место и во 100-годишниот јубилеј Брегалница да навлезе во прволигашкиот строј. Инаку надпреварот Брегалница Кит го Пекчево заврши со резултат 1:1, полувреме 0:0. Стрелец на водечиот гол за Кит го беше Бошко Ступиć, а резултатот за Брегалница го изравни Ристе Наумов. Па добро, на почетокот морам да кажам дека условите баш и не се наклонети на наша страна, меѓутоа мораме да одиме по зацртаното. Имаме план кој што сакаме да го ствариме. Веќе влегуваме во втората фаза, тоа е уигравање на екипата и контролни надпревари. Денес, како што гледате, имаме контролни надпревар со екипата на Брегалница. Играме во едни, да кажам так, ненормални услови, меѓутоа мораме да го одиграме надпреварот, подготовките мора да продолжат без разлика на временските услови. Се надеваме дека од наредниот надпревар веќе ќе имаме и подобри услови за игра, да може играчите да покажат она што најдобро го знаат. Пак ќе кажам, уште сме на почетокот, малку сме тешки, меѓутоа со тек на тренинг, со тек на надпревари, мислам дека ќе достигнеме потребната форма до почетокот на првенството. Веќе нареден надпревар имаме наредната сабота, каде што ќе играме со екипата на Кожув, најверојатно во Гевгелија, потоа следува надпревар со Осогово на 6 февруари и во зависност, пак ќе кажам, многу зависи од условите, какви ќе бидат. Имаме планирано и 10-дневни подготовки во нашата база во Пекчево. Ќе чекаме во последен момент да видиме како ќе бидат временските услови. Имаме надпревар закажано и на 13 февруари против екипата на Кадино и генералка, односно последен надпревар пред почетокот на првенството против екипата на Тетекс од Тетово. Секако тука си амбициите за пролетниот дел. Есенскиот дел имаше малку лош посеток, меѓутоа што повеќе одминуваше времето, играчите ги извршуваат тактичките задачи поставени од вас и дојде до висок пласман. Па добро, јас како што цело време кажувам и потенцирам и никогаш нема да отстапам од тоа дека имаме релативно млада екипа со 3 до 4 поискусни играчи, треба време. Јас сум спремен да ги почекам, така кажано, тие играчи да созреат, им се дава шанса, многу зависи од нив како ќе ја искористат, имат исто поддршка од поискусните. Направивме еден склоп каде што пак ќе кажам релативно млада екипа, треба време, треба многу надпревари и времето ќе покаже дали сме во право. Првенството започнува на 27 февруари. Првиот противник во прво коло? Првиот противник Слога во Виница, прв надпревар, се надеваме на позитивен резултат, не отстапуваме од нашите амбиции за повисок пласман, за место погоре на табелата, немаме некаков притисок, значи момците се охрабрени и од раководството на клубот и од стручниот штаб, нивно е само да работат, да напредуваат, условите се феноменални за работа, зборам за обезбедени од раководството, така да се надевам на уште подобри резултати во пролетниот дел. Па добро, веќе сме 15 ден во подготвителен период. Сега за сега се е оред, значи пред се здравствениот билтен е во ред, што е најбитно во овој момент. Низ овие контролни надпревари ќе се потрудиме да му дадеме шанса на сите играчи, да ги покажат нивните перформанси и врз основа на тоа да формираме стартна постава и алтернации во текот на продолжетокот на првенството. Амбициите остануваат непроменети, прво место и влез во прва лига. Уште колку контролни средби очекувате?
уште 6 контролни средби, значи следната ние со Согово, па после одиме во Дојран кај што ќе играме со Сремска Митровица, со Беласица, со Плачковица, со Кожев и генералка кој ќе се вратиме во Штип, играме со Скопје. Првенството во втората Лига Исток започува на 27 февруари, прв противник и каде? Прв противник е победа во Штип. Амбициите, рековме, остануваат непроменети. 7 Да. бодови предност пред Тиквеш и секако огромна предност. Ние се однесуваме како да немаме предност, таа предност се рачунуваме како зимница и не сакаме да ја трошиме зимницата.